Иако постојат многу шпекулации, сепак едно е јасно дека големиот масонски храм на македонските масони се наоѓа сместен во старата Скопска чаршија, во еден многу познат угостителски објект кој се наоѓа токму во таа чаршија. Негорески, кај е масонскиот храм во Македонија, во Скопје? Во Скопје. Центарот на Скопје? Во централниот дел на Скопје, со тоа да ние, и тоа е исто никаква тајна не е, ние сме многу млада голема ложа. Од ова или од таа страна на Вардар? Во Скопје. И работиме интензивно на тоа да обезбедиме можност за просторно средување на нов и Имате проблем со евреите и со еврејската организација? Ние немаме никаков проблем со еврејската организација. Мислам дека имате. Дека таму кај што требаше да биде вашиот храм, подоцна тоа земјиште припадна на еврејската организација, па имаше одредени спорови и не се изгради храмот. Пред 2 или 3 години дури мислам дека и Канал 5 објави одредена информација дека е помината на седница на владата на Бучковски, меѓутоа после не се реализира ништо. Не знам, јас можам да ви кажам дека масонеријата во Македонија нема никакви проблеми со никого, нема никакви проблеми со нашите демократски власти. Со политиката имате проблеми? Со политиката немаме проблеми, дури имаме одлично разбирање. Кога би можеле да бирате, господин Негоревски? Дискретна подршка. Кога би можеле да бирате? И кога би требале да ги однесете, не знам, маркизот од Нортхемптон или војводата од Кент, кој дошол ама не дошол во Скопје, со кого би ги организирале да се сретнат, со премиерот на македонската влада или со претседателот на државата? Прво, ние немаме потреба од таква организација. Евентуално таквите гости доаѓаат тука заради нашата масонска работа. Ако евентуално имате? Масонеријата во Македонија му служи на уставот служи на својата држава. Господине Груевски, раководството политичко во нашата држава, во системот е... Кој би бил пандан по функција на британската кралица, например, во Македонија? Предпоставам председателот. Јас не би одговарал на вакви прашања, затоа што се крајно провокативни... Таква емисијата, господине Груевски, вие сте гледале емисија 3 години, знаете дека е провокативна. Ако сакавте за масонеријата, за непровокативна, ќе одевте кај моите колеги, ќе ви поставија прашање, ќе одеја по бурек, ќе сварја кафе, ви уште ќе одговаравте. Кај мене тоа така оди. Значи, моето прашање конкретно, зашто маркизот и војводата од Кент ја однесовте кај премиерот, а не кај председателот? Иако знаеме дека војводата од Кент е од кралското семејство, што значи дека пандан на кралицата во Македонија бил председател на државата. Пандан, колку тоа чудно да ви звучи или не, пандан на војводата од Кент или во случајов пандан на маркизот од Нортхемптон е големиот мајстор на големата ложа на Македонија, тој е Живко Груевски. И вие одлучувате со кого се сретнат? И тие доаѓаат овде само за да покажат почит кон македонските браќа и неовисно какво е името на новиот голем мајстор. Што имате тогаш? Што треба да ги носите кај македонскиот премиер? Која е потребата? Не ги знам тие информации, господин Ефтов. Па се сретна или не се? Еве кажете, имате камера. Нема. Тие беа тука заради годишното собрание на големата ложа на Македонија. За прв пат во тие судски регистри и во полициските списи македонските масони се регистрирани и се евидентирани некаде во средината на 90-те години, поточно 96-та година, кога еден од големите и познати скопски адвокати, подоцна еден од големите секретари на масонската ложа на Република Македонија ги достави документите потребни за регистрирање на масонската ложа во Македонија како одредена форма на невладина организација. Господине Груевски, кога сте регистрирани во, да речеме, судските регистри на Република Македонија? Од кога полицијата во Македонија знае, тоа некаде 96-7 година? Да, некаде во средината на 90-тите години. Дали некои тогаш членови на владата и на државниот врв биле масони? Немало потреба да биде повторно некои чудни линии и релации кои што да ги влечете. Немало потреба да биде некој од министрите близок до нас или да биде член во масонската организација, затоа што по нормална постапка во Македонија во 90-тите години ние ги регистриравме првите ложи во нормална постапка со судските... Полицијата на Македонија знае од 96-7 година кои се тие луѓе кои основа македонската ложа. Апсолутно она што беше дефинирано во потребната документација која што се доставува за регистрирање на такви организации или такви здруженија. Кој од македонците има највисоко достигнато ниво во хиерархијата на светската масонерија? Имам некоја информација дека тоа Џон Битов до пред
10 години еден од највлијателните македонци во диаспората, ако не највлијателен, веројатно еден од најбогатите, и човек кој по некои информации некаде 33 34 степен во таа масонерија светска. Па сега, влијателност, висина и така натаму, не знам, тука мешаме неколку појмови, меѓутоа, ако се обидам да ги објаснам, веројатно ќе ме прекинете, затоа што ништо во масонеријата или во организација која трае многу векови. Сега ќе бидам добар и ќе дозволам да кажете. Не, ништо во организација која трае со векови не е едноставно да се објасни или да се пренесе во еден многу краток одговор. Јас не можам да знам точно кој од македонско потекло во светот достигнал некакви почесни функции во хиерархијата на поставеноста на масонеријата. Се познаете со Џон Битов? Јас се познавам лично со господинот. И добро, ко разговарате така повеќе масони во едно друштво, како се препознавате? Препознавањето на масоните... Ви имате значка некоја тука, предпоставам дека е масонска, или некои елементи, не знам, манжетни или нешто, некој знак, предпоставам дека, веројатно, ако сакате, можете тие знаци да ги прочитате. Постојат знаци, постојат кодови, знаци на препознавање, зборови на препознавање. Меѓутоа, нивната употреба во поновите времиња во современото време едноставно бледе од потреба, значи нема потреба од такво препознавање. Добро, господине Груевски, сега е тоа една ако разговарате со мене, евес, не сум масон. Една историја. Како ќе ме препознаете дека не сум масон? И како би ме препознали ако сум масон? Немам потреба да ве препознавам дали сте масон. Ќе ви јават службите. Пази со кого разговара, што е масон или не е масон. Па, видите, тука е основното. Немам што да се пазам, нити јас, нити било кој друг, дали е некој масон или не е масон. Тоа е нивна лична одлука. Моја лична одлука е да бидам масон. И јас сум таму заради моите побуди, а не заради тоа што треба вас да ви импресионирам или некого друг. Вие сте горд што сте масон? Јас сум многу горд што сум масон. Со целото минато на масоните и сите контраверзи што ги имат? Па знаете, минатото повторно е ова едно така чудно прашање кое јас сум горд со тоа што сум јас масон и со тоа што јас се придржувам код оние принципи кои што се за мене свети и кои што ме привлекле во масонеријата. Јас не можам да ви коментирам што во историјата се случувало. Имало и светли моменти, извонредно светли моменти, имало и некои темни страни кои што останале во нивото на нејасно дали се шпекулативни или вистинити случаи. Ако во овој момент при рака имате една банкнота од $1 ќе ви стане јасно за што ви говорам. На својот омилен долар, американците ги ставиле видливите масонски знаци. Тоа го направиле во периодот кога председател на САД е масонот Франклин Делано Рузвелт, а масонскиот долар е ликовно скициран од еден руски емигрант, Сергеј Марконовски. Бидејќи Америка е веќе подолго време водечка светска сила, а бидејќи живееме и во време кога парите го вртат светот, тогаш масонската символика со доларот станува сосема јасна. Господине Груевски, имате ли чувство дека масоните владеат со светот? Немам чувство, јас знам дека масоните владеат со светот. Дори имаше една информација пред 2 или 3 месеци дека некаде во едно летувалиште на Атлантскиот брег на Соединетите американски држави, дел од представниците на трилатералата, дел од представниците на Билденберг групата и дел од мокните масонски групации од овој од таа страна на Атлантикот, веќе имале средби со двете групации кои ќе се борат за функцијата председател на Соединетите американски држави. Значи дека вие со време си ги решавате тие работи и си ги фаќате линковите со мокните центри на одлучување во светот, ако и самите тие не припаѓаат кон вас. И јас ги читам овие интересни штива и информации кога се забавувам и кога сакам да се забавувам. Во влијателни вестници, ово го имам прочитано во Економист, например, лондонски, што не би рекле дека е некоја четиво од типот на жолтиот печат, претпоставам. Не мора да биде жолт печат, меѓутоа овие се информации кои што во себе секогаш имаат една вистинита нишка. И дел езотерија, пикантност. Дел езотерија, мистика која се додава и која го прави она што Ама убава е таа мистика. Таа мистика го прави целиот тој разговор интересен, ако веројатно. Се изгуби мистиката, велот на мистичност и езотеричност од масонеријата, тоа не би било добро.